Дека домашни компании со европски стандарди имаме во кочанското стопанство потврдуваат релевантните критериуми според кои ИНТ е вброена меѓу 200 најголеми во државата. Сопственикот Николчо Илиев има зацртано високи цели во развојната стратегија и што е најбитно го знае патот до нив. Најголемо внимание покрај примената на врвните технолошки достигнувања му посветува на екипираноста на работниот тим, перманентната едукација и подобрувањето на стручните капацитети на секој поединец. За таа цел организира стручни средби во и надвор во компанијата, бидејќи верува во тоа дека се што ќе вложи во вработените повеќекратно се враќа. Ние имаме еден тим кој постојано го надоградуваме, прошируваме. Значи покрај инвестицијата што ја имаме ние постојано во опрема, современа технологија, ние многу инвестираме и во обуката на нашите вработени. Значи покрај тоа што кадрите кои ги земаме се трудиме да ги обучиме ние овде, ние земаме и од надвор лиценцирани фирми кои вршат обуки. Значи, ако погледнете овде, ќе погледнете на овие табли колку семинари се направени, се со цел да нашиот тим биде сплотен кон единствената цел за поуспешно завршување секој на својата зададена обврска, на своето работно место. Благодарение на таа определба, ние можеме да се пофалиме дека денеска имаме еден тим кој е спремен да одговори на многу предизвици. И покрај сите тие работи кои ги правиме, ние правиме неколку пати во годината, негде 3 до 4 пати во зависност од тоа како ќе најдеме време, како ќе најдеме простор, како ќе ги споиме работите. Тимот прави заеднички излети, значи дводневни, односно тродневни со 2 ноќевања во некои познати туристички центри, каде што покрај темата заедничкото дружење, правиме и состаноци на кои што во една сосема друга атмосфера, надвор од работните простори, во една релаксирана атмосфера разговараме за стратегиите, за плановите и за проблемите секако кои секојдневно ни се појавуваат. Значи, и тој тип, тој начин на раководење и на наградување на вработените или мотивирање на вработените за мене е многу важен и еден голем плюс и еден голем чекор према нашата цел. Просечната бруто плата во ИНТ по вработени надминува 500 евра или поточно се движи околу 33.000 денари, што јасно зборува зошто е привилегија да се работи во оваа компанија. Дотолку повеќе што успешните биваат наградувани за секој посебен придонес и надпросечни резултати, што овде е честа појава. Ние пробаме да понудиме или да изнајдеме различни начини, се со цел да ги мотивираме нашите вработени да бидат што поуспешни и што помотивирани за завршување на своите работни врски. Тука секако се наградувањата не е тајна, да кажеме дека нашата фирма за првите 9 месеци има исплатено бруто плата во просеку 33.000 денари, што значи дека лежиме над републичкиот просек. Тоа е само еден дел, секако дека тука не се бројуваат наградите кои постојано и стимулите кои постојано ги изнаоѓаме, тоа се суми кои доаѓаат екстра на тоа. Инвестицијата во новите производствени капацитети и деловни простори реализирани пред една година значат нов голем исчекор на компанијата кон предизвиците што доаѓаат. Ефектите се евидентни, а тоа го потврдуваат и вреднувањата на стопанските достигнувања на кочанската ИНТ.